Добар ден, драги мои, и добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие денеска вистински ќе уживате за тоа што ќе спремиме лосос на специјален начин, ќе употребиме азиски начин на приготвување со тоа што ќе направиме цитрусен терияки сос. Ќе го искомбинираме со многу вкусен ориз со долго зрно кое се вика јасмин и ќе направиме спанак, млад спанак, кој ќе го испржиме на путер, малце вода и ќе го зачиниме со сол. Идеална комбинација и многу здрава комбинација за сите нас. Царот на рибите, драги мои, лососот. Едноставно риба која е вистински почитувана во светот на гастрономијата, а и луѓето го почитуваат, го сакаат, го купуваат и го готват дома. Денеска ќе направиме лосос на малку поинаков начин. Ќе употребиме азиски состојки и ќе го направиме да биде многу вкусен. Терияки сос, многу едноставно. Што све ни треба? Уклучете го шпоретот, нека се загрее, а откако ќе се загрее, ќе додадеме соја, мед, сецкано лукче, ѓумбир, кора од портокал, сок од свеж портокал и сок од свежа лимета. Откако ќе го поставиме сосот, ќе почнам да го правам и оризот. Ќе направиме и спанак, беби спанак, малце сотиран на путер и масло и ќе направиме една убава свежа салата со зеленчуци кои ги имаме во овој период. Хајде сега полека да почнеме со сосот. Ќе додадеме соја сос, ќе додадеме мед, лукчето ситно ќе го исецкам. Велат што поситно, тоа подобра арома, нели? И јас многу пати тоа сум ви го кажал. Откако медот ќе се растопи, ќе го додадеме ѓумбирот. Ѓумбирот е многу корисен зачин, расте под земја, значи е корен, меѓутоа е многу почитуван за тоа што е навистина многу здрав. Што значи тоа? Има првенствено многу големи, дебели растителни влакна кои го помагаат варењето на храната. Второ, добар е за луѓето кои имаат проблем со шекерот, затоа што комплетно го регулира. Сосот терияки ќе го оставам неколку минути само да проврие, колку да се спојат вкусовите, да пуштат аромата и да биде многу вкусен. Уште не е готов, меѓутоа се осеќа цитрусната арома овој пат. Обично терияки сосот не се прави со многу цитруси, обично е чист, меѓутоа кога станува збор за риба, многу сакам кога во рибата имам свеж и цитрусен шмек на храната или вкус. Одлично. Тука сме добри. Сега ќе го уклучиме другото тавче и ќе ја ставам водата заедно со путер или млеко од кокос. И овој пат ќе користиме ориз со долго зрно, кое се вика јасмин. Јасмин и басмати. Тоа се два типа на ориз кои се многу препознатливи за делот на истокот, посебно во Индија и во Пакистан. Постојат мало, средно и долго зрно ориз. Многу се богати со скроп. Малото зрно е најбогато, потоа доаѓа средното, а малото зрно се користи многу во делот на Кина и на Јапонија. А средното зрно се користи многу во Европа. Многу сакам да јадам рижото, многу сакам да јадам ориз и денеска ова долго зрно ќе го спремиме многу едноставно. Ќе ставиме вода, 250 мл, имам 230 грама ориз. Значи, овде не треба 3:1, она што важи за средното зрно. Оризот ќе порасне во должина за разлика од малото и средното зрно. Всушност тоа е разликата, меѓутоа и количеството на скроп во него. Сосот е готов и јас сега ќе го тргнам на страна. Да се подолади. Млекото од кокос заедно со водата веќе почна да се растопува, ќе додадеме сол
Откако ќе зоврие, ќе го додадеме оризот натре, ќе оставиме малце да прокрчка, а потоа ќе го поклопиме со најлонска фолија или со капаче ако има вашиот огнотпорен сад. Кога ќе биде готов оризот или пред да го затвориме, ќе исецкам макдонос, ќе го додадам натре и ќе има дополнителен вкус, свежина, а секако и боја. Ајде сега лососот. Кралот на рибите, царот на рибите. Ќе ја исечеме вакуум кесата. Да, јас имам одлична машина за вакуумирање и можам да извакуумирам се што користам за да сготвам убава и вкусна храна. На тој начин го продолжувам рокот на траење, затоа што со вакуумирањето комплетно се вади воздухот и многу едноставно, таму каде што нема воздух и вода, нема ни бактерии. Ова сега ќе го извадам од кесата и ќе го исечам да бидат две идентични парчиња. Првото овде ми е многу долго. И овој пат лососот ќе го вржиме прво на кожата, да стане крцкава. Тоа е идеално. Ајде сега две парчиња. А другото парче што ќе ми остане од лососот, бидејќи сега нема да го искористам, повторно ќе го вакуумирам. И сум завршил работа, ќе го продолжам рокот барем за 2-3 дена. Еве, кесичка со димензии 20 сантима на 30 сантима. Идеално за ова парче лосос. И сега ќе ви покажам како мојата многу корисна вакуумерка, како едноставно функционира. Поклопете ја, уклучете ја во струја, стиснете на старт и имајте малку трпение за тоа што за многу кратко време лососот ќе биде комплетно вакуумиран, а од која ќе го повлече целиот воздух, стиснете само на лепење и кесата ќе биде залепена, лососот вакуумиран и безгрижно ќе може да го оставиме во нашиот фрижидер, затоа што кога ќе го отвориме, после 2-3 дена ќе биде како да е сега свеж. Погледнете, драги мои. Еве го, лососот е комплетно вакуумиран и заштитен. Водата со кокосовото млеко и сол убаво зовре. Сега ќе го оставиме оризот, убаво да се свари, да прокрчка. Ќе измешаме. Морам да ви кажам нешто кога станува збор за ориз. Македонско тавче оривче со пилешки батачиња. Многу често се случува кога правиме тавче оривче, откако добро ќе се најадеме, оризот и батачињата што ни останале, што не сме ги доеле, да ги вратиме назад во рерната. Тука правиме многу голема грешка, затоа што и на оризот му е потребна добра температура поради јаглените хидрати или скробот што го содржи, е многу брзо и лесно расиплива храна. Затоа, немојте никогаш откако добро ќе се најдете да вратите тавата во рерната, него соберете ја во некој пластичен сат или метален од хром никел 1810 и ставете ја во фрижидер. Ќе го оставам оризот да си крчка. Јас за тоа време ќе го исецкам макдоносот, многу ситно, и оној кој сака може да го направи на овој начин, а можете во него да додадете и други намирници или разни видови вкусови. Замислете, малце сецкана пиперка црвена да додадеме во оризот, веднаш ќе го промени вкусот на подобро за оние кои сакаат или да јадат ориз со пиперка, бидејќи пиперката има многу јак и интензивен мирис. Ајде да видиме до каде сме. Одлично. Оризот е на добар пат. Сега, во тавчето, што веќе го ставив да се загрее, одлично, ќе додадам малце маслиново масло. Лососот убаво ќе го посолам од сите страни со сол и со бибер. Одлично, вака.
треба да биде солен, меѓутоа лососот, драги мои, спаѓа во рибите преселници. Без разлика што живее во солени води, тој се мрести во сладки води. Така да, патот секогаш е многу тежок. Женското лосос, откако ќе ги испушти икрите, за жал, умира. И тука е малце приказката тажна, меѓутоа тоа е природа и не можеме против неа. Замислете колку икри ќе испушти и колку мали лососчиња ќе испаднат од тоа. Оризот е готов, додека јас ви говорам за лососот и сега, како што ви спомнав, натре ќе додадам многу ситно сецкан магдонос, одлично, така. Ќе го измешам, одлична боја, а вкусот веќе мириса све на кокосовото млеко. Одлично. Сега само ќе земам најлонска фолија и ќе го покријам дозгора и ќе го тргнам од оган. Така, он ќе си набабри. Кога ќе набабри, оризот со долго зрно, видовте колку кратко време му треба. И секогаш се става помалку вода него за оризот од средно зрно, што ние овдека кај нас го користиме. Кочани, градот на оризот. Некогаш нашиот македонски ориз, за време на бивша Југославија, важеше за еден од најквалитетните сорти ориз во светот. Се уште можеме да се пофалиме дека имаме убав и здрав кочански ориз, кој со задоволство го готвиме во нашите домови. Еве го оризот, го покрив со најлонска фолија. И сега маслото за лососот е убаво загреано. Ќе го ставиме на делот од каде што е кожата. Кожата на лососот, за да можеме да ја изедеме, секогаш треба да биде крцкава. Еве го моментот. И не бара многу долга термичка обработка. Откако кожата на лососот ќе ја испржиме до тој степен да стане крцкава, веднаш ќе го додадеме цитрусниот теријаки сос во него. А тогаш ќе го превртиме и постојано ќе го прелеваме за да добие убава боја. Лососот полека на средна температура си крчка. Веќе почна да мириса кујната на риба. Многу убаво, многу го сакам тој вкус. Додека тоа се пржи, јас ќе почнам да спремам салатата. Ајсберг го има во текот на целата година, така да можете да си појдете во првиот маркет или на првото пазарче да си купите, за тоа што ајсбергот е толку убав и крцкав, што ја мислам дека сите го сакаме. Порано беше навистина многу скап, меѓутоа сега веќе не. Вака сакам да го искршам со прсти, затоа што велат ако сечеме со нож осетливи зеленчуци може да оксидираат, а тоа не е баш многу здраво за нас. Еве го ајсбергот, одлично. Во ајсбергот ќе додадам црвена пиперка која ќе ја исечам на тенки и долги ленти жулиен. Само пред да го довршам ајсбергот да видам до кај ни е лососот, затоа што не смееме да дозволиме кората или кожата да изгори. Вака на оваа средна температура идеално се пржи. И треба да има златна румена боја кожата и да биде крцкава, што е многу важно. Јас некојаш викам, не ми давајте од месото на лососот, дајте ми од кожата, до толку многу ја сакам. Имаме малку млад спанаќ, кој сега исто така можеме да го најдеме на секаде. Имаме шери домати. Ќе ги сечам на четвртинки. Ете така, ќе ги додадам внатре. И оваа салата ќе биде со вкус на лукче, затоа што едно чешне лук многу ситно ќе исецкам. И ќе се совпадне со теријаки сосот, кој исто така има вкус на лук. Лукот е навистина многу здрав, без разлика што после тоа лошо мириса, треба постојано да го конзумираме. Уште малце. Одлично. Во светот лососот многу го почитуваат, меѓутоа има одредена температура како се готви. 46 градусови степени треба да биде температурата во јадрото
на лососот во средината за да биде сочен и убав. Ако го препечеме, ако го препржиме, ако излезе од него протеинот, месото ќе се раздели, тогаш ќе биде сув и нема да биде вкусен, верувајте. Салатата ќе биде дополнително нешто кое овој оброк ќе го направи да биде навистина многу вкусен, а и колоритен. Еве го кромитчето. Ставиме малци од перцата, пошто се што е купено, свежо и здраво, мораме да употребиме. За да не го фрлиме за тоа што нели сме го платиле тоа, а храната во овој момент е и најскапото нешто кое ќе видиме. Ја мислам дека веќе лососот е добро испржен, тоест кожата е супер. Еве може да ја видите од оваа страна. Јас сега само малце ќе го испржам од двете страни и од другите страни. Еве ги кромичињата. Некој ден од пазар си купив младо кромиче, бидејќи ми се пријаде, младо кромиче пржено со домашни јајца. Леле, луѓе, колку сладко си се најадов. Пиперката сега ќе ја исецкам исто така на долги и тенки ленти. Супер, да го свртам само лососот. Колку убава боја. Иначе морам да ви кажам дека оригиналната природна боја на лососот што живее во диви води, во морињата и во океаните, е светло сива. Црвената или портокаловата боја всушност ја добива од храната што ја јаде затоа што содржи многу бета-каротен. И секако морам да ви спомнам дека е многу богат со омега-3. Масни киселини кои се навистина многу корисни за човекот. Лососот не произведува сам омега-3, него јаде храна која содржи и секогаш се наоѓа под кожата, измеѓу месото и кожата. Одлично, и ова е готово. Ајде сега само да видам до кај сме со лососот. Одлична боја добивме. Ќе го свртиме од оваа страна. И во него ќе го додадам терияки сосот. Пред да го додадам терияки сосот, во него ќе додадам и малце масло од сусам за дополнителен шмек и арома. Сега на истата оваа температура ќе го оставиме полека да си се дообработи. Меѓутоа внимавајте да не го пресушите, тоест внимавајте на термичката обработка. Додека лососот си се обработува, јас во едно тавче ќе додадам малце путер. Ќе додадам и многу малце вода, а ете така. Ќе зачинам со сол. Ќе додадам и малце бибер и ќе го ставам младиот спанак, добро да се обари. И гледайте колку полека тивко си крчка и лососот. Сега еве готов ќе биде и спанакот. Еве го лукчето, ќе го додадеме во салатата. Во еден длабок сат ќе додадам инчуни. Мали солени рипчиња кои можете да ги најдете во нашите маркети, во мали теглички. Полека со лажичката изгмечете ги малце. За полесно да се вработат, додадете и малце масло. Во него ќе додадеме и масло од свежа лимета. Супер. Ќе додадеме уште малце маслиново масло. Ќе го додадеме оризот сол. Ќе додадам и малце црн бибер. И сето ова убаво ќе го соединам, затоа што ова е всушност и сосот за салатата. Одлично. Има едно трикче како да проверите дали лососот е готов. Земете една вилушка и ставете ја во средината на лососот, до средниот дел. Бројте до 10, извадете ја
и ставете ја на непцето. Ако ве гори, значи е премногу обработен. Ако е млако и добро, тогаш сме веќе на добар пат. Зошто сме на добар пат? Затоа што лососот ќе биде многу вкусен. Еве, оф. Јас лососот ќе го извадам во едно тањирче. Отлично. Сега ќе продолжиме со салатата. Целиот овој сос ќе го додадам во салатата и многу внимателно ќе измешам за сето ова добро да се спои. Каков убав колорит и потсеќа на свежина, на здравје. Колку повеќе зелени зеленчуци, толку подобро. Велат дека обичната марула од 7 до 8 часа се обработува во нашиот желудник, што е многу добро затоа што многу подолго време ќе бидеме сити. Меѓутоа, внимавајте секогаш со зачинување на салатата. Немојте многу пред време да ја зачините затоа што ќе падне, ќе биде како овената, а тука веќе ќе ја снема онаа незина препознатлива крцкавост. Сега само уште да испари малце течноста од спанакот и ние сме готови и спремни за сервис. Хајде да видиме до кај ни е оризот, погледнете колку убаво се има сварено. Меѓутоа, многу е важно ова зрно долго ориз, од као ќе го обработиме, да го измешаме. Сега ќе додадеме од оризот. Ете така. Ќе додадеме едно парче од лососот. Што убаво изгледа. Да го додадам и спанакот. И секако ќе додадеме малце од озгора од терияки сосот. Затоа што всушност терияки сосот заедно со лососот се главни звезди на ова јадење. И во другата чинија ќе додадам од свежата и превкусна салата. Како убаво мириса. Јајде да видиме се. Многу вкусно. Нека ви е и вас на здраве кога ќе го направите ова вкусно јадење. Велат дека е цар на рибите. И навистина е така. Денешното јадење ви го докаже тоа. Ние овде вистински уживаме во вкусот на лососот и се што сготвив со него, а вие не заборавајте да го сготвите дома за вас и за вашите најдраги. И секако не заборавајте да ја посетите нашата веб продавница 4сезони.mk, каде што може да си набавите се што ви е потребно за да сготвите убава и вкусна храна. Секако едно големо благодарам и до Гурман Мес Атанасовски од Населб аеродром, месарница која секогаш има свежо и квалитетно месо, и голема благодарност до Центарот за физикална медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, која се грижи за мене секогаш да бидам во одлична форма. Имајте пријатна и добра вечер.